Сега е веќе време да го пречекаме првиот гостин за ова утро. Знаете дека веќе вообичаено петоците ни се резервирани за гости, претежно доктори од Аџи Бадем Сестина. Ова утро со нас е анестезиологот доктор Јован Стрезовски. Докторе, добро јутро. Добро утро, фала за Добро ни дојдовте. Слободанка, како негов домаќинка, доброто јутро и тебе. Добро утро, Искра. За што ќе зборуваме денес? Ќе зборуваме еве за улогата на анестезиологот во негата на пациентот после кардиохируршки операции, зафати и така натаму. А тебе ти е потребно, мислам дека сега едно кафенце и добра пауза. Така? Да, и то си носам кафе од дома, за дури ни од кафемат да не потрошам денес пари. така да ти е не на давам здравје. ништо денес. Да. И јас би сакала секако да упатам поздрав и до нашите гледачи, да ви посакам добро утро и секако на нашиот гостин. Мојата колешка ве представи. Добро утро и добре ни дојдовте. Јас ке потенцирам дека сте ни за прв пат од Сестина тука, каде што ќе зборуваме токму за оваа тема која што веќе ја кажав. Се надевам дека пријатно ќе ни се чувствувате и ќе зборуваме токму за она што е ваша професија како анестезиолог. Малку да ги запознаеме гледачите, вие сте од Охрид, меѓутоа дојдени тука во Скопје и 2 години веќе во Сестина. Во Сестина. Како анестезиолог колку време работиме? Веќе 2 години сум анестезиолог тука, прво во Охрид, сега во Аџи Бадем Сестина на кардиохирургија. Патот не донесе тука, така, во Скопје. Добро. Ајде сега да позборуваме, како што и напоменавме еве за оваа тема која што ова утро ја имаме. Мене секогаш ми сте вие анестезиолозите во на улога во медицината, специфични морам да кажам по вашата професија, затоа што и бара многу внимание кон пациентот, нели, пред оперативниот зафат и после оперативниот зафат. Па ајде на самиот почеток, која е вашата улога, ако ништо друго, кога веќе ја имаме оваа тема за после кардиохируршката операција? Секако анестезиологот учествува во целиот тек на операцијата и предоперативно, и оперативно, и постоперативно. Како тим сте секогаш тука. Како тим сме секогаш тука, секогаш сме во позадина присутни, наблюдуваме. Денеска темата е за постоперативната нега. Секако улогата на анестезиологот не завршува со самата операција, туку тоа продолжува и во првите критични часови и денови во единиците за интензивно лекување. Ја следиме хемодинамиката, сите витални параметри, се интервенира каде што треба со менаџирање на лековите за циркулаторна поддршка. Тука секако наша работа е и управувањето со респираторната функција, со респираторната поддршка, контролата на болката. Се со цел за спречување на компликациите кои што може да... Да, сега кога ги споменуваме компликациите, што најмногу и што најчесто може да се искомплицира, еве? Најчести компликации во после кардиохируршки зафати се хемодинамска нестабилност. Што значи тоа? Тоа значи хипотензии, срцева слабост, аритми, каде што се интервенира со вазоактивни лекови. Потоа тука се и респираторните компликации, каде што интервенираме со менаџирање на машините, респираторната, со механичката вентилација, со лекови, со физикална терапија, антибиотици соодветни. После тоа секако и бубрежните проблеми се доста присутни кај нас. Зависно нели од пациентот? Да, со следење на бубрежни функции, параметри, со управување со течности, давање на течности, по потреба, ако треба диуретици, го следиме внесот и изнесот на течности и секако како и во секоја хирургија, тука се крварењата кои што бараат рана диагноза и секако брз третман, ако треба и реинтервенција
Така. наистина. Дали сега ние дојдовме и до оној момент кога објасневме зошто вие, еве како тим анестезиолози, кога ќе споменеме анестезија, анестезиолог, нас сето тоа не асоцира и знаеме дека вие сте пред операцијата, за да не успиете. За да не успиете, да, таа. Да, меѓутоа многу сте потребни, еве веќе доаѓаме и до тој момент и сознаваме и после операцијата. Значи за нега на пациентот. Дали сега тоа го објаснивме дека секогаш сте потребни и не само во кардиохируршките. Не само во кардиохируршките, така, сега темата ни е таа, меѓутоа во сите. Ги водат анестезиолози. Што правиме после еве оперативниот зафат? Која е улогата на анестезиологот најмногу? Зафат, како што веќе кажавме, следење на хемодинамиката, спречување на тие компликации, и секогаш сте со вадењето од пациентот. респиратор. Нашите пациенти ги вадиме интубирани на механичка вентилација во интензивна нега, кое што потоа нели треба да ги извадиме од, тоест да ги одвикнеме од таа механичка вентилација. Тоа го правиме нели според повеќе параметри, одлуката за одвикнување од механичка вентилација, како пациентите треба да ни се стабилни, со стабилна срцева функција, белодробна функција, пациентот да може самостојно да дише, виталните параметри да се стабилни, така интервенираме со самите модуси на механичката вентилација, со да контролираме и болката кај пациентите. Да, болката е многу предпоставувам многу важен дел од целокупниот тој постоперативен тек, затоа што самата болка прво е еден огромен стрес за организмот и неконтролираната болка може да доведе до потешкоти во дишењето, кое што потоа може да доведе до компликации, белодробни компликации како ателектази, пнеумонии и нели забавено одвикнување од респиратор. Исто така тоа е еден огромен стрес за организмот кој што може и хемодинамски да го дестабилизира пациентот, не само хемодинамски, туку целата физиолошка функција на организмот се може да дојде до таква компликација. Така да, тука со внимателно избирање на комбинации на лекови, техники, опиоиди, регионална анестезија, нестероидни и така натаму, се стремиме тоа да е све под контрола. Да ви кажам искрено, како што сте за прв пат, многу убаво се изборувате, ни објаснувате тивко полека, за да допре до сите и и ние да допреме до вас анестезиолозите. Сигурно дека, ако ништо друго, секој во животот се соочил со некој оперативен зафат, па како што кажав, ние секогаш пред тоа знаеме што правите. За после, еве, сега многу убаво објаснуваме, поготово за кардиохируршките зафати, затоа што тие се едни, предпоставувам, ќе ме поддржите, од најкомплицираните. Точно, тие се висока ризична група на пациенти, каде што тој целиот стрес одговор за пациентите е многу голем. Тука треба внимателно следење. Значи, вие помагате и во рехабилитација, да кажам, на пациентот. Секако дека да, анестезиологот е вклучен и во рехабилитација, особено во раната рехабилитација, со контролата на болка, со одветното снабдување со кислород на организмот, со управувањето со течности, со исхраната, се со цел за побрза физичка активност, рана мобилизација, која што од друга страна па спречува развивање на тромбоза, белодробни компликации, се со цел за побрзо закрупнување и враќање во нормален живот. Така. Од сето ова што го зборувате, јас морам да ве прашам, зошто вие во животот се одлучивте за оваа професија за анестезиолог? Што е нешто најмногу ве привлече да кажете, еве како животна цел, дека ќе бидете еден ден анестезиолог?
Не знам. Случајност. Случајно, погранката медицина. Меѓутоа сега сакавте сигурно Секако, дека да. медицината. Како што го напоменавме, да, вие како анестезиолози многу сте значени. Еве, тоа веќе и нашите гледачи го слушна и го дозна после постоперативниот зафат за кардиохируршката интервенција, поточно операција. Многу се потребни, значи, после тоа. Колку денови, јас би сакала да прашам, се најпотребни за еден добар пристап од ваша страна кон овие пациенти? Дали зависно од како секако дека да, од како вид на операција станува збор, меѓутоа еве за кој временски период најмногу сте тука ви? Секако нашите операции кај нас се големи операции, немаме ние така мали операции, еднодневни. Како вид на операции се прават најмногу? Тука се прават заболување на валвуларни болести, на аортна валвула, митрална валвула, заболување на аорта, потешки, да, тоа се сите, потоа коронарни артериски болести, или тие байпаси. За жал ги има повеќе видови заболувања. Ги има повеќе видови заболувања, така да сите се тие големи интервенции каде што бараат и повеќе денови. Од прилика првата недела, првите 5 дена се пациентот треба внимателно да се следи. Како пред, така и потоа, нели? Пред и потоа се развива. Подготовките, ајде малку сега, ве слушнавме за после операцијата, колку сте вие потребни и еве самите објаснивте на пациентот. Меѓутоа, пред тоа што правиме со пациентот? Како ние доаѓаме до заклучок, како вид имате на анестезија се дава на пациентот и слично, или? Секако предоперативно ние мора да ги подготвиме пациентите, да знаеме. Како се подготвуваате, да? Прво ги распрашуваме, земаме секакви анализи, треба да знаеме све за пациентот. За да знаеме како да изводиме и анестезијата, што да чекуваме и потоа, кои компликации, пред се за да ги спречиме тие постоперативни компликации. Со самото спремање, потоа, нели, подобар е исходот на... Се плашат ли од заспивање? Па... Кога се во сигурни раце, не? Не, веќе не. Да се пошегуваме малку. Да, иначе анестезијата кај нас се успани пациентите, општа анестезија. Секако, еве, кога дојдовме и до овој разговор, кој најмногу според вас, еве, барем овие последни години кои што ги работите и тука во Скопје, меѓутоа и на ниво во Охрид, кои најмногу заболува од кардио? Мажите сигурно, дали има и жени кои што се во овој тип на заболување? Има, кај нас ние сме генерално и нездрава нација, сме обезна, пушачи, не сме физички активни, секако статистички на болести со коронарна артериска болест сме водечки во Европа и во светот. Да. Во западните земји повеќе се тоа валвуларни болести, каде што не толку влијаат тие пушење, обезност и така натаму. Така да имаме све ние. Да, имаме тука, да, за жал, таква нација сме и таков ни е менталитетот, но еве, ако ништо друго, совет, знаете како додека ништо не реагираме, ние го чекаме можеби и последниот оној момент кога ќе почувствуваме некои симптоми да се јавиме на доктор или на преглед, како и да е, меѓутоа треба контроли да се прават. Треба контроли, значи превенцијата е најбитна. Тука, нели, пред се матичните лекари, па потоа како оди цел тој ред. Меѓутоа, тоа кај нас не е секогаш. Имаме ли повеќе операции во текот на една година, да кажам, или месец, како да ги поделиме, вие повеќе ќе ми помогнете и знаете да ми одговорите? Се случуваат ли поголем број на операции од овој тип на кардиохируршки заболувања? Мислите како пациенти во текот на... Да, па тоа се повеќе и повеќе има тука пациенти. Да заокружиме, за жал што е тако. 24/7 работиме, така да... И кој е најчестото заболување?
Еве, кој ќе го Коронарна издвоиме? артериска болест. Тоа што значи? Инфаркти, Инфарктите така и- запушување на коронарните артерии. или Дали може фартите да се спречи? Секако дека може да На се каков спречи. начин? Тоа како еден совет вака? Физичка активност, Активност. редовни прегледи, Прегледи. прекинување на пушење, здрава исхрана. Тие работи што сите ги Се си има- знаеме. Да, се си има свое. Еве, некако, тука дојдовме и кон самиот крај и од нашиот разговор. Се надевам дека пријатно се чувствувавте, како за прв пат. Како за прв пат, супер. Да, ќе се видиме и повторно, сигурно ако не е со кардиохируршки зафат, еве веќе зборувавме за тоа и за некој друг тип на операции. Ви посакувам многу успех како тим на анестезиолози во Систина и пациентите многу добро знаат дека се во сигурни раце и пред и после оперативниот зафат, но добро е што објаснивме која е вашата улога и после оперативниот зафат, а не само пред кога ги успиваме само не пред, пациентите. така е, Благодарам.